Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме со Перица Спасовски, председател на локален клуб на ГДУ Куманово. Добро вечер, благодарам што ја прифативте оваа покана. Добро вечер. Фала многу за термин што не го делисте како политичка партија да ви се представимо пред наш електорат у Куманово. Сакам да го искористам право според закон за употреба на јазици и да збору на език што го разбира над 20%, а у Куманово мислам дека скоро 90% од наше население. Пред 2 години се појави нова политичка партија во државата, Граѓанско-демократска унија. Зошто? По што се разликувате од останатите партии, на кои основи, на кои принципи е основана партијата и слично? Наша партија још нема пуни 2 години како е регистрирана од 18 мај 2018 годину, така да што се вика нема ни пуни 2 години, ама за овој период има многу постигнато. Наши принципи су на 2 нивоа, и тој граѓански концепт и демократија. Како граѓански концепт, ми сакамо свакога поединца да го гледамо како посебна индивидуа и свакога човека да го гледамо со негови способности, со негови могуćности. Ми сме против тој сви нима да ги ставаме у некои групе, зашто се тој некоја основа за понатамошна дискриминација. Дали ќе биде по расу, дали ќе биде по вероисповест. И затоа ми ги гледамо луѓе како поединци и ми како такви ги и наша таргет група су граѓани. Не како припадници на определени групи, него чисто како човек, како представник. За демократија мислимо дека демократија у Македонија е далеко од оној што го има како концепт на демократија и затоа се бориме демократија у нашу државу да иде на повисоко ниво. Значи стварно да биде оној што го народ сака и оној што му треба на наш народ. Ќе настапи ГДУ на предвремените парламентарни избори? Имате ли програми што ќе им понудите на граѓаните? Сигурно дека ќе настапиме на избори што ни се приближуваат, на овие предвремени. Тако и ни е осмислено сега с контакти с луѓе да почнеме изработку на нашу изборну кампању и с програму с кој ќе наступиме и ќе ги тражиме гласови на наши гласачи. Наше мото е истина. Значи, ми сакамо пред наши гласачи да искочиме с истину, што знаеме дека тој што го они очекуваат од нас и тој ни соодветствува на наше лого на партија. Лого на партија не е еш. И ми мислиме дека с истину, што го изнасамо пред граѓани, дека ќе биде многу тешко било кој да покуша да не гази. Дали нас како политичку партија, да ќе бидеме под притисак и општо наши граѓани у предизборие кад покушував да ги искористив за било какву работу, само некои тесни партиски интереси. Постои ли можност за коалиција со некои од политичките партии поголемите? Дали имате понуди веќе, можеби и слично? Понуди има, меѓутоа ми мислиме дека овој период још е рано да се искристализираме дали ќе коалиционираме и с кога. Мислиме дека сами тие понуди треба многу да се разгледав пред било како да се реши, зашто како мала партија ми треба да се покажеме пред наши граѓани. Ми треба да го стекнеме нивну довербу. И сега, све што ќе ни дојде како понуде, ми не ги решаваме само како тесно партиско руководство и сакамо да го чуеме глас на наши чланови. Значи, све што ќе дојде како понуда, буквално у соработку со чланство ќе искристализираме дали се прифаќа и ако се прифаќа с кога, а ако не, например, тој ќе се одбие и како што ни е план у момент да си наступиме на избори и сами да се представиме себе си. Мислам дека 1 година во Куманово функционира локалниот клуб. Како се задоволни од членството? Наш локален клуб у Куманово постои од Водице 19 јануар 2019 година. Значи пред непун месец слависмо прв роѓендан и многу сме задоволни зашто за овој период успеавме да изградиме не само партиску структуру, него и да стекнеме голем број на чланови и симпатизери у Куманово. Знаеме дека Куманово само по себе е бастион на СДСМ. И од друга страна имаме исто друга голема партија ВМРО и ми буквално во оваква констелација на односи ми се градиме од нула. Така да мислиме дека за овој годину имаме многу постигнато. Како партија биднуемо видливи меѓу наши граѓани. Значи буквално не препознавав и по наши ставови, по наши пресови и од друга страна почнава луѓе на улица кога не стопирав да ни давав идеи. Значи што треба, како треба. И тој буквално увек се вреднуе, зашто ми сме дека због народ. Значи ми сме дека да ги се слушамо, да ги гледаме нивни проблеми и заеднички да тражиме решење.
Доколку се насочиме конкретно на Куманово, како сте задоволни од оно што го реализира градоначалникот, локалната самоуправа, проектите? Ми сме овдека и од една страна да дадемо и како пофалбу, значи нешто ако е добро постигнато на локално ниво, меѓутоа и да дадемо критику. Ако видимо дека нешто не функционира, дека нешто ќе треба да се менја. Така да, не можемо да кажеме дека сме задоволни, зашто ми како партија никад не мислиме дека е постигнат максимум. Така да, и за нашу работа, ама и за работу на други околу нас, ми увек ќе викамо дека треба јоште да се работи, јоште напорна работа за да се нешто постигне. Така да, мислимо и дека наш градоначалник у момент има работа што ги е постигнае. Меѓутоа има работа још многу што треба се постигне. И ми сакамо, увек кога давамо критику, ми само ги покажуваме проблеми што постои, а од друга страна ми давамо могуќи решенија, ама тражимо и од само локално власт да се бори со тој. Граѓани имав проблеми кои што ми сви заедно треба да почнеме да им ги решаваме. Има ли конкретно проекти? Се исполнија ли ветувањата на градоначалникот за решавање на инфраструктурните проблеми, водовод, канализација, патната инфраструктура и слично? Моментално не сме задоволни со тоа што е постигнато. Значи, мислимо дека за наши граѓани заслужуваат многу повишке и дека локална власт треба да се бори многу повишке на тие граѓани да им пружи живот кој што го заслужуваат во 21 век. Еве сега, значи, пред некој месец славимо 500 години град. Значи, тоа е огромно постигнување на целу нашу општина. Меѓутоа, сматрamo дека многу права кои што треба да ги поседуе во 21 век, кој нас ги još нема остварено. Значи, ми на многу работе смо на ниво на 19 или 20 век, што е тотално неприфатливо. Значи, ми морамо да кажемо дека едноставно ќе напредуеме, ама ќе напредуеме у сви сфери од општествен живот. Значи, не може да кажемо дека ќе гураме само еден дел од Куманово, например да кажемо центар, а друго се да се запостави. Значи, буквално треба да го гледаме општину целину, зашто буквално и сви су тие наши граѓани кои што давав допринос. Значи, плаќав се локални придонеси, тие граѓани су нон-стоп, значи, на наши улице и они мора да ги користи си услуги и подеднакво да су доступни за свите. Не смееме да правиме никаква дискриминација меѓу граѓани у зависност од кој дел на град су. Значи, да правиме некои како приоритетни населбе, а други да ги едноставно запоставуваме. Некаде при крајот на декември беше изгласан буџетот на општината за оваа година. На советот на општината опозицијата имаше забелешки дека буџетот е далеку од развоен и дека зголемување има само во плати и во придонеси. Го анализиравте ли буџетот и како гледате вие на тоа? Исто како на централно ниво, исто така и на локално ниво, буџет увек се гледа од позиција и опозиција и зависно кој си го предлага за чии ciljevi. Така да, на централно ниво, исто кој нас и на локално ниво у момент, на чиста партија вика дека тоа е развоен буџет, дека со тој ќе се изгради инфраструктура, дека ќе се инвестира, дека ќе почне и економија да иде напред. Од друга страна имамо ги потпуно исти приговори од страна на опозиција, дека ќе биде едноставно само популистички за плаќање на плати и придонеси на државна администрација. Туј ги сваќамо и двете страни со тоа што ВМРО вика дека ќе биде за плати придонеси. Они су тие што бесват 10-11 година централно ниво на власт и они го направива обемно администрација. Од друга страна СДСМ ги има проблем ем со обемно администрација, ем со нивну потребу да се запослив јоште. И нормално дека огромен дел од буџет иде на плату и на придонеси. Не е спорно дека се зголемуе плате, пензije, од друга страна све е тој начин на намалување на онај инвестициски дел од буџет. Значи, буквално ми само ги подмируваме трошоци на администрација, без да инвестираме у нешто што јутре може да ни врати и с поголем обем да ни го зголеми буџет, у кој што ќе може још да инвестираме и да се шириме. Ми никако не сме задоволни од тоа, например, што е Куманово постигнато на локално ниво и дека ми може да кажеме дека сме некој индустријски град. Напротив, мислам дека у време на Југославија сме биле многу поразвиени него сега. Значи, буквално каде нас има процес на враќање уназад. Стандард на наше население се враќа се на полош и полош. Ето не смееме да сме задоволни. И увек кога се прави планирање на буџет, мора да се гледа население, njegov стандард да иде на повисоко ниво. Не само да ги одржуваме, дека у момент е тој даден и како таква реалност мора да се прифати. Едноставно мора да се гледа, значи, граѓани
пред све. Сообраќајниот метеж уште еден значаен проблем за градот. Општината се обиде со изградба на катна гаража, кружен тек да го реши овој проблем. Според вас се реши ли проблемот? Проблемот за сообраќај е далеко од решен. Никој не може да се задоволиме само со еден кружен ток, зашто други градови имав неколку и со тој се намалуев и понатамошни трошкови за одржување на семафори, на другу путну сигнализацију, меѓутоа и сами паркинг места не су доволни. Значи Куманово како град е многу доживеа голему експанзију за да може ми да кажеме дека смо го решиле паркинг проблема у Куманово. Имамо едну катну гаражу, монтажну, што е куде Вајкики. Меѓутоа имамо и катну гаражу, што е тврд објект Лукойл, бензинска у центар на град. Тај катна гаража никако да заживи. Значи, тоа е проблем што сами власти треба некако да ја свртив цел тек на сообраќај и да ги насочив тие возила што су паркирани на улице, да почне да укористив катно гаража што постои. Исто ќе треба да се изгради и нова, значи да имамо поголем капацитет за сместување. Сведоци смо дека многу луѓе што се од страна, значи не се од строг центар на град, доваѓав за работу у Куманово. Најчесто некој од нив доваѓа па ги паркира в авто и после заминува у Скопје со автобуси. Значи ми мора да имамо негде кој што тие луѓе ќе дојдев, ќе ги паркирав нивни возила и ќе се осеќав сигурни дека после ќе ga најдев на исто место. ПАУК е некое решение моментално, значи само за оние што су несовесни и што се паркирав куде стигнев со тоа што го отежнуев или не може да се извршува сообраќај од нима. Меѓутоа, сама локална власт мора да им направи на луѓе поширок избор на паркинг места. Значи да се изградив још паркинг позиција по град за да може, значи возила да се трнев од улице. Добро и за поздравување што конечно почнава кога ќе ги издавав дозволе за градбе на стамбени или деловни простори да тражив обавезно и паркинг позиција. Тој порно га немаше и затоа ги имамо проблеми на Октомвриску да се буни станари на зграде дека немав паркинг места. Немав зашто так су биле давани дозволе само да се земе дозвола за што поголему површину стамбен делован простор, а зеленило и паркинг места никој не се замарае. Сега кога се поставја са ступчиња на Октомвриску, искочи проблем на видело. Добро што сега осмислуев дека може да се иде и со 50% од градежну парцелу, ама нека има и зеленило што мора чисто због здравје на граѓани, а од другу страну и дека си има паркинг за нини возила. Значи луѓе ќе си го купив тој место, ама знаев дека нино возило има куде да го паркирав. Каква е состојбата со јавните предпријатија, работат ли тие рентабилно или се товар на општината? Сматрамо дека јавни предпријатија су још у некој фазу да су товар на општина. Док општина мора да реагира и од буџет на општину да се подмируев трошкови за функционирање и работа на јавни предпријатија, ми никој не може да сме задоволни дека тој предпријатие е рентабилно. Значи тој предпријатие работи, дава услуги, меѓутоа ми ниедно од нима не е за некој бенефит на граѓани хуманитарно да работи. Значи, сви они се на крај изработува фактури што им ги доставјав, дали на правни лица, дали на физички лица домаќинства. И они буквално си влечев средства. Значи, не може да кажемо некој што го продава своју услугу или продава готов производ, дека на крај на годину треба да биде у минус и ми како граѓани, како заедница да му го надоместимо. Значи, тој треба да се види куде е проблем. Дали они имав некој производ или услугу што граѓани не го тражив, а они понатамо го нудив, или па едноставно треба да се види проблемот е менаџерски тим, па да се смени. Зашто не можемо, например, сваку годину ми да викамо дека предпријатие водовод или предпријатие чистота и зеленило, иако, например, викав дека цело време име наплата на ниво, дека едноставно се тоа што су они наплатиле, немав некои отворени побарувања, после дека су минус и дека не може да си дозволив да ги подмирив само трошкови за нино покривање годишно, а нека мој да збориме дека тој година остварили и добивку. И мора у тој случај Совет на општина да решава дека ќе ги помогнемо од заедничку сметку. Тој не га бива. Значи, едноставно имамо и предпријатија кои што не знае наше население општо и зашто постоив и зашто функционирав. Значи, спомнуваме некои јавни предпријатија кои што само су назначени како јавни предпријатија. Меѓутоа, каде нима јавност е далеко тоа исклучена.
Значи, народ не гледа резултати, дека они постоив, дека работив и дека нешто од тој народ има корист. На која предпријатие мислите? Еве, например, Куманово план или Куманово газ. Значи, имамо проблеми, зборимо дека Куманово се гасифицира. Далеко сме ми од гасификација. Ако од само одделување на државу, од наша независност од 90-ти, викамо дека цела република ќе биде гасифицирана. Ми у Куманово денеска дали имамо еден или два објекти целосно гасифицирани. Значи, после 30 години ми што сме успеали, еден објект гасификација, нема шанса, например, ми да кажемо дека тој испунето нешто и дека да кажемо, окей, значи работимо. Не, значи мора да почнеме да работимо интензивно и кога ќе се нешто договоримо, тој да се сведе у некои рокови за извршување. Значи, еве за Куманово план. Мислам дека милион работи у Куманово се работи неплански. Значи, реконструирам улице, искочив радници работив, менја се асфалт, све е убаво. И после те пут искочи проблем, не била средена доле мрежа, например, на водоводни цевки или некоја друга инсталација, и ај ќе кршимо. Не, тој не смееме да го дозволиме. Буквално сите тие услуги се плаќав од наш заеднички буџет. И ако негде треба да се интервенира, први добро планирање. Значи, градење, например, што ги имам урбанистички хаос по град. Значи, дава се дозволе куде како се стигне. И тој не. Значи, треба целосно да се осмисли, значи, дека се направи таа урбанизација како што треба и да знаеме дека ќе останемо по тоа и дека ќе почне тој да се реализира. Кога нас има премного често менјање на планови и луѓе више го нема сигурност, значи едно денеска му е дозволено, утре може не, или пообрнуто, значи што ти треба секоја година да поднаса барање до општина и да види моментално на што е негова ситуација. Значи, морамо да научимо дека приватна собственост е светост и дека едноставно ми ќе земеме на тој приватну собственост да го гарантирамо. Дека едноставно луѓе, кад нешто добиев, дека тој, дека не постои после могуćност било општина, било република, у некој општ интерес да му одземе. Како гледате на вработувањата во општината? Како партија смо да се решава в екзистенцијални прашања наши граѓани. Така да ми свакако ги пофалуемо сви тие обиди, значи и на локално и на централно власт да има запослувања. Запослувања се баш нешто што, например, у сваку фамилију мора да има некој извор константан на средства за екзистенцију и наши граѓани да бидев задоволни. Да кажемо дека едноставно тие луѓе се со средени прашања и они веќе може да се посветим на постизање на свој максимум. Контра смо на тој што приметуваме дека цело време и у претходно, значи зборимо и на национално ниво, претходна гарнитура што беше на власт и сега исто се продолжува, има партиски запослувања. Значи буквално цело време, значи на партиски војници кои што имав дадено допринос за партија. Не е спорно, значи нека ги наградив, меѓутоа не по цену на наш буџет. Значи, ако тој лице заслужило с некој услугу спрема партија, значи 10 плюс или 20 плюс гласачи што ќе ги изнесе на избори, окей, партија нека си регулира с njega. Ама не, например, да се поставја на трошак на граѓани и многу смо против тој што има постављање на некомпетентни особи на функционерски места или па на места што, например, се тражи професија, а од друга страна се тражи и да има соодветно знање што може да го примени. Значи, не можемо да правиме каша попара и да ставјаме различити професии само да се потпуни се поново што иде многу и с етнички клjuč, значи мора да е македонец, мора да е албанец. Значи, не мора да ги делиме луѓе. Значи, нека биде отворен оглас и у njega нека си пушти сви биографију. Значи, одберете ги најдобри. Ќе имате поддршку и од други политички партии, и од здруженија на граѓани, ама ќе имате поддршка и од население. Зашто тој истото население, кога ќе види дека стварно, значи едноставно компетентни луѓе се местив, никој више нема да прашува чифе. Значи, дали е кадар на ВМРО, дали на СДСМ, сасвим неважно. Сви сакав да почне да го гледав професионализам. Значи, кога ќе отидемо на доктора или кога ќе отидемо на некој другу струку. Значи, сакам кога ќе зборимо со тога човека да знае зашто зборимо. Не да дојдемо по принцип, па јас не знам што да правимо. Значи, тој мора после, зашто со овој само сега упропастуемо, значи моментала на живот у Куманово, ама упропастуемо ги генерација што доваѓав. Значи, многу е лако сега да направиме штету, многу е тешко после да го отстраним, а ми си имамо проблем.
Што е со руралните подрачја, селата, населбите, се обрнува ли доволно внимание на нив, дали има проекти во нив? Искрено, ја не сум ни чуе дека општо некој ги спомнува село Куманово. Село Куманово како да не постои. Значи, цело време се збори општина Куманово, централно градско подрачје, никој не збори за села. Значи, никој не спомнува, например, тој село има тој и тој потребу, како да го решимо. Значи, едноставно, дај да почнемо да правиме проекти за решавање на проблеми на села. Од друга страна, кога гледаме овој моменталну ситуацiju, ми дали уопште имамо села по Куманово. Зашто буквално, ми гледаме само Куманово како град се празни, празнивни се и села. У многу села, што се вика, останале само неколку куќи се стари. Значи, тој више ми не може да зборимо дека нешто ќе го ревитализирамо село, дека ќе развивамо селски туризам, па ќе ги вратимо млади да ги работи в тие површини. Нема шанса тој се да се деси. Док не се среди политика на централно ниво и да кажемо дека едноставно градови су многу оптеретени с население. Дај да почнемо да ги враќамо луѓе на село, ама со стварно активни мерки, кои што ќе му дозволимо он да си основа свое домаќинство, па тој домаќинство с работу да си обезбеди екзистенцијал. Па после, кога ќе почнев они да се шири покрај нима, ќе почнемо како позитивни примери да ги нудимо на други луѓе. Ето ќе можемо да почнемо да зборимо дека ги решавамо села. А мислам за почеток, многу села ги немамо ни обележано на карту, од другу страну приступ до нима, па мислам дека лада нива само ако може да пројде. Дека возило до некој села нема шанса да пројде. И затоа, например, кога ќе имамо после зимски нанос и снег, значи тие села ома по автоматизам су отсечени. Тие села никад не су ни биле приклучени на наша инфраструктура. Значи, тие луѓе што се вика со скрајни напори ќе може да дојде до Куманово за да искористи здравствени услуги, да отиде да искористи услугу на администрација и буквално за тоа може да го жртвува цел ден. Значи, на njega му е многу тешко тој да дојде до центар на град и да се врати. За тој мора да се поработи малце и на тој дека ми имамо рурални подручја и ми имамо многу гласачи тамо што очигледно наша власт ги посетува само на 4 години. Тој сами граѓани ga приметуев. Само изгледа дека од другу страну тој не се приметуе такој лук. Аерозагадувањето секогаш актуелна тема во овие зимски периоди. Доволни ли беа мерките кои што ги презеде локалната самоуправа, но и државата за решавање на овој проблем? Аерозагадување, ја мислам дека ми ги имамо константно. Значи, не е да се само каже дека у зимски месеци. Ми ги имамо и летос кога се осеќа прашина низ цел град. Значи, на нас константно ни фали мерки у момент и ќе кажемо с тие мерки завршиле нешто. Кој нас треба многу предвидување, треба некои константни мерки што ќе се презима в цело време. Значи, има смо и ми статију што им го објависмо на сајтови, да тражимо маце позголемување на зеленило Куманово. Значи, ако може Милано да засади 3 милиона садници, ми можеме макар 100.000, не е спорно. Ми имамо место за зеленило што фактички сваку годину ни го узурпирав и биднуе после цементна подлога. Тој не смеемо да го дозволимо. Прво морамо да го вратимо зеленило. Значи мора да се стави, значи колку површина од Куманово ќе биде зелена површина. Не смее никаква легализација на објекти на тој површина. А далеко од тој, например, да се узурпира нешто што е собственост на Република Македонија. После, значи, било каква активна мерка што трае само неделю или две, нема резултати од тој. Значи, оној трактор што беше с прскање за аерозагадување, не е тој решение со 1 или 2 круга низ Куманово, дека он ќе помогне. Аерозагадување е глобален проблем на ниво на плането и ми не може да кажемо дека со 1 неделю ми смо завршиле работа. Па ми смо многу иновативни у тој поглед, ако не. Значи, може да почнемо да продаваме искуство на други држави. Значи, каде нас мора да се направи првин проект што е аерозагадување и како да го отстранимо. Тој треба да ни го изработи еколошки здруженија што ги имамо, еколошки експерти што ги имамо. И после они кога ќе даде конкретен проблем, могуќе решења, ми тога да бирамо како ќе се реагира у будуќност. Ми само сакаме у момент кога ќе видимо дека стварно мерачи за аерозагадување покажува енормну загаденост, СК смо прв град у свет по аерозагаденост. И ајде се ќе дизамо галаму. Не, цело време морамо да смо на тој ниво. Значи, буквално, аерозагадување ни е проблем што многу го приметуев хронични болесници.
И мислех едноставно да не дозволиме им да се зголемуе број, ама и да не им се загрозуе живот на тие луѓе. Морамо да мислимо на чисту и здраву животну средину. Значи, ќе морамо малце да размислуваме и тој. Доста е само нешто индустриализација или само развој на економија по било кој цену. Еве сега што е проблем с отпад на ниво на целу Македонија. Значи, буквално ми сме се доведе с години уназад тој неконтролиран увоз на отпад и секој пат сакамо да реагирамо. Нов закон за управување с отпад. Океј, ама тој закон, док да почнемо да го применуваме, што правимо с последици што су предизвикани? Значи, кама одговорност било, океј, ама некој треба да одговара. Некој свесно тој направија за да има парични средства у njegov личен джеп. Ето и треба да се повлече малце одговорности. Како што го исто зборимо корупција на свако ќоше, дека корупција ни е голем општествен проблем. Океј, ама ми како држава ние пут не сме имале пресуду некој функционер да ни одговара за корупција. Ете ни га проблем. Значи, ми буквално сме многу попуштлив народ, што ми да свим се дозволуемо. И тоа ни се враќа како бумеранг. СДСМ во моментов, односно изминативе години, управува со државата во Куманово скоро 3 децении. Во моментов и актуелниот премиер Оливер Спасовски потекнува токму од Куманово. Направи ли доволно СДСМ овој период за градот? За поздравување ние што конечно у нашу историја како град имамо сега и наш представник што е премиер на држава. Значи, наш сограѓанин е прв човек у држава. Значи, тоа е супер постигнување за град како заедница. Меѓутоа, сматрамо дека СДСМ, значи на цело ниво на локално развој на локалну власт, увек сме биле СДСМ ни на естаблишмент во Куманово. Сега, например, имамо ситуација кога на ниме им е поклопено све. Значи, локална, централна власт и више не може да ги дава оние изговори дека многу проекти су сакале да ги реализира, кочила ги е централна власт. Сега, например, доваѓамо ситуација кога више нема кој да ги кочи, ама нешто не гледамо ни многу голем бенефит за граѓани. Така да треба туј да се види, значи, што е проблем. Дали стварно увек било некое кочење или едноставно они не су имале конкретни идеи што и како да пласирав на наши граѓани. Така да ми не сме задоволни од тоа што е постигнато. Значи, ако порано им беше изговор дека централна власт не забравила како Куманово, како најголема општина у Македонија и дека централна власт не ќе да инвестира у нас, се више тој не им држи воду. Значи, сега мора буквално и они да се посветив на најголема општина со најголем број на гласачи. Зашто еве, значи, доваѓав локални избори, доваѓав председателски, значи увек ги тражив гласови на тие гласачи. Па нека направив да биде малце подобро и за нима. Централната власт се фали со економски раст и развој на државата. Има ли проекти, се градат ли училишта, градинки, се инвестирали во инфраструктурата, се привлекуваат ли странски инвеститори и слично? Мислимо дека тој само статистички си ги следуе они стапке на раст на економија, а реално за население тој нема ништо уочливо. Значи, у Куманово ми немamo изградени ништо нови објекти. Значи, едноставно може само с некои модификации, некои реновирања на стари објекти и ми да си представјамо дека нешто е изградено. Не, значи старо си останува старо, ново си е ново. Инфраструктура. Значи, не морамо да им зборимо на наши граѓани каква не инфраструктура. Било кој од нима, нека искочи на улицу, ќе види дека буквално улице су ни дупка до дупко, дека нема градење ништо на ново. И сега, например, ми да му зборимо на такво население дека едноставно све е супер, дека се функционира у град и у државу, не можемо. Значи, премногу сме реалистични како цела политичка партија су ни некои ентузијасти што сакав да работив реално и ми не можемо да зборимо на луѓе дека све е розево, дека едноставно све е на свое место и дека дадени могуćности тоа е тоа што могало да се постигне. Значи, инфраструктура, се ќе почев предизборни кампања. Значи, ми се ќе видимо на улице механизација, ќе почев асфалтирање, поправљање, ќе почев тоа све. Меѓутоа, сведоци смо дека с години уназад исто ни се дешава. Работи се само пола месец пред избори, доваѓа неделја 12 април, гласа се, средуев се резултати и одма на 13 април више нема ништо. Падамо у монотонiju. Значи, едноставно што е било е, значи што е постигнато е, а за натамо има следеќи избори.
Значи, морамо тој да го забравиме. Значи, мора да се работи константно. Значи, мора да се работи у корист на граѓани и после избори, и само најавување на избори, а не само у изборни кампањи. Значи, на претходни избори бесмо сведоци дека механизација работеше по улица на Куманово. У реду е, значи тоа е за поздравување, зашто наши улице стварно треба да се ревитализирав. Значи, ми далеко сме од тој дека ќе кажемо дека имамо добру инфраструктуру и дека Куманово ни е поврзано добро со главен град на држава, ама од друга страна дека сви оние населени места што гравитирав околу Куманово се поврзани со Куманово. Меѓутоа, одма после избори таа механизација мистериозно се тргна од Куманово. Беше најавено пред избори дека тоа е редовно пролетно одржување на инфраструктуру на патишта. Ајде, нека биде сега тој редовно, ама нека биде како сваку годину. Значи да знаеме годишно одржување, свак пролет, од до механизација на улице и работи на санација. Зашто? Едно е што ни се собра голем метеж, зашто имамо секој огромен број на возила што не су ни биле испланирани кога се осмислувале овие улици. Ама од друга страна, например, да им одржуваме, например, проодни улици. Значи не смееме да ги затвараме и усред на сезону кога имамо наплив на наши граѓани од странство и ми так да ги работиме. Значи едноставно треба у некој прикладен период кога сообраќање е најминимален да се завршуваат тие градежни работи. Значи, и со тој ќе се намали нервоза каде наши граѓани, од друга страна и градежни работници поубаво ќе си го завршуваат работа без притисак, значи едноставно ќе има време кога да си заврши како што им е предвидено. Во кој сме ми сведоци дека се што се почне, увек има пролонгирање. Дајде тој више да прекинемо. Значи едноставно да се испочитуваат рокови ако се реално дадени и ако се стварно од нивна страна определени, да си биде од до, да се заврши и да се сконцентрираме на нешто ново. Како гледате на заложбите за евроинтегративните процеси на државата, за НАТО? Целосно смо за интеграција на Република Македонија, зашто не можеме да обстанеме како мала држава. Значи, ми морамо да смо дел од некое поголемо европско семејство. И ми због тој, например, и сакамо да бидеме дел од тој семејство, зашто и географски припадамо тамо. Од друга страна сега, у момент, па ми пола Куманово смо веќе у Европска унија. Значи, нас пола Куманово не више иселено у држави од Европска унија. И ми ако сакамо па да смо заедно со наши пријатели и роѓаци, ми морамо да улегнеме у тој заедницу. Така е да ми целосно поддржуваме напори да се улегне у Европска унија. Ама не одобруваме тоа што власт вика дека ми смо многу постигнале. Ми смо скоро ништо не смо постигнале. Значи, ми смо на некоju маце поразличита позиција од нулу. Значи, не су видливи реформи што ги тражи Европа. Значи, ми морамо да ги направиме по нивни инструкcije, за да може јутре кога ќе дојдев на следеќи мониторинг, да кажев, окей, значи, ви стварно многу напредуете. Значи, у нивни очи ми да искочиме дека смо постигнале и дека ми се со сви напори заложуваме да бидеме дел од тој семејство. Иначе, пола Куманово на кој ни иселено у Европа. Значи, ми буквално више имамо приходи од Европа со тоа што тие наши граѓани кога ќе се враќав или праќав на своја фамилија. Значи, ми сме више зависни од Европа, од европски пазар. И покрај ветувањата, актуелната власт не успеа да го реализира најавениот попис. Последниот попис беше извршен во 2002 година. Според вас, кому не му одговара да се одржи овој попис? Очигледно дека за цел овој период попис не им одговара ни на двете главни партии, значи и на ВМРО и на СДСМ. Зашто едноставно, ако е тој само статистичка операција, да се преброиме колку смо, нема на кога што да му пречи тој. Значи нема никакви проблеми, едноставно дајте луѓе да се изброиме. Ама мислам дека и на двете политички определбе, две платформи. Значи им смета зашто ќе скочи огромен број неиселени наши граѓани, што они не ги признавав. Од друга страна, значи едноставно да се направи попис, па после тој нека збори они 20% од заедница ова. Значи едноставно направите ga ljudi kako što treba to je. Popis nek si bide statistički. Извршите сега, има си статистика, сама своји начела и своји правила како да се заврши тој. Нека биде реален попис на граѓани што ги имамо у Македонија.
У однос на тој, после нек се признава права и право увек мора да се шири. Значи, да не сматрамо дека едно право е дадено и крај. Значи, едноставно, наши граѓани заслужуваат многу повишки права. Ми многу малце гледамо на нини права, многу повишки на нини обврски. Значи, цело време ги подсетуваме, ви сте дужни тој. Не, дај да сменимо. Значи, од страна држава ви ќе добиете тој. Значи, и тие луѓе да имав едноставно дека држава мисли на нима. Да го стекнев тој утисак каде нима. Попис, свака опозиција, до се што го има смо, кај ќе дојдемо ми на власт, ми прво што ќе направиме е попис. Кај ќе дојдев, најдев милион изговори како да не го направив. Тоа више не смее да се дозволува. Значи, едноставно, нека се закаже термин, нека се спреми в пописни комисии и дајте да го завршимо тој работу. Да се навратиме повторно на изборите. Ваш став за избирачкиот список, дали е прочистен и дали е реален? Избирачкиот список, како што СДСМ вика, избирачки список е сак прочистен. Значи, без да видимо дека нешто конкретно е десено, дека едноставно, например, како што вика са фантомски гласачи, па толку и толку, од пут искочи дека више не е проблем. Значи, проблем беше пред да се дојде на власт и од пут више не е проблем. Мислимо дека ништо фактички не е сменето избирачки список. А сам избирачки список мора да се прочисти. Зашто буквално ни се провлечуев луѓе што су ни оцелени од државу повишки од 1 годину, ама од друга страна не се ни бришев оние наши починати гласачи. Значи, едноставно, ми за тоа имамо и огромен број на потенцијални гласачи на избори, а после реално ги немамо на ден на избор да искочив да гласав. И сега се поставјав цензуси у однос на тој колку ги има формално на список, а не у тој реално колку стварно ми имамо гласачи. Значи, попис и прочистување на избирачки список мора да ни иде паралелно. Овие две операции да се заврши паралелно и да кажемо дека едноставно тој проблем смо го завршиле, сега можеме да гледамо натаму. Само што очигледно, едноставно, значи, пред избори се зборив тие работе, после избори више никој не ги спомнува, нема интерес. И за крај, како ќе настапите во наредниот период? Имате ли средби со граѓаните, митинзи, можеби ќе ги посетувате од врата на врата, како што тоа го прават останатите политичари? Нормално дека мислам пред избори, ама до душе наша политика е и општо да сме ностоп со наши граѓани. Значи, ми не сме некоја политичка партија што се оделува од своји граѓани и дека сме нешто ми над нима. Значи, како што спомнасте, посете од врата на врата ќе ги реализирамо. Ми сакамо да отидемо да ги посетимо не само наши чланови, ми може да ги посетимо и чланови на други политички партии, ако сакав да не примив и да зборив с нас. Значи, ми неемо лошо против ниедну идеологија, против ниедну определбу. Ми само сакамо овој место, значи, са локално Куманово, да го направиме подобро место за живот за сви нас. Така да, ми се посете од врата до врата, ќе се видуемо од наши граѓани. Значи, ќе ги слушамо што им треба, ќе им нудимо некои могуќе решение, или од друга страна ми ќе ги подбуцнуемо тие теме, дали пред локално власт, дали пред централно власт, како проблеми што треба да се реализирав. Многу сме против, како други големи партии, што имав огромни изборни програми и ми ќе направиме ово, ќе направиме оно. Наша изборна програма ќе биде јасна и кратка. Значи, не очекујте дека ми ќе направиме нешто како неколку томови книга на Ана Каренина или Војна и мир. Значи, напротив, ќе биде нешто што е кратко, меѓутоа с конкретни проблеми и дадени решења. У нашу изборну програму нема да може да најдете нешто. Проект почнува и трае, без да има конкретен рок кај ќе заврши. Не. Значи, све треба да се стави граница. Од до, завршено, реализирано. Поднесени сметки, продолжуваме на ново. Значи, затоа ми сакамо да сме у контакт с наши граѓани. Каде нас па нема да дочекате, например, да имамо големи митинзи. Значи, како што правив големи партии, зашто едно е што сме слаби финансиски, не може да дозволиме сокови и сендвичи за сви тие. Од друга страна, ми немамо наше јавно предпријатие за транспорт под нашу контролу, што би могало да ни ги обезбеди превозни средства. Така да, ми ќе сакамо да се видуемо с луѓе очи меѓу себе и едноставно у меѓусебен контакт да ги дознавамо нивни проблеми. Сматрамо дека тоа што го правив двете големи партии, што ги собирав на огромни митинзи и само за покачување на нивни рейтинзи, дека не држи воду. Зашто едни исти луѓе они ги носив по сви тие градови. Значи, или оние митинзи на паркинзи што се организирав. Тоа е нивно исто членство што се злоупотребува на сви тие митинзи. Тоа е каде нас не може да го очекувате.
Значи, ми буквално сакамо да чуемо туѓо мислење, наша канцеларија е отворена, може да бидеме посетени кој каде е слободан, значи ми едноставно сакамо да ни дојдев, а од друга страна биќе си ги посетуваме у нини домови, значи у нини мале. И тамо, значи у некој сасвим релаксиран разговор да чуемо што како треба, што е постигнато, значи би може едноставно и да го пофалимо власт у Куманово. Значи супер, луѓе ве фалив, значи тоа е добро. Ама може да кажемо од друга страна, овој треба да се заврши за тие наши граѓани, дајте да тражимо начин како. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ќе ги заинтересираат кумановци. Фала многу и на вас за двоен термин и надам се дека ќе имаме другу шансу за да се представиме како политичка партија и тоа е све у светлост на нашу изборну програму. Благодариме. Фала многу. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.